Екипата на телевизија Алфа во овие моменти се наоѓа во Дебар. Градот кој изминатиот период буквално сееше страв меѓу населението. Гостин во овие вести е првиот човек на градот, градоначалникот на Дебар. Господине, најпрво добре дојдовте во вестите на Алфа и пред самиот почеток ќе го држиме она растојание од 2 метри, секако да ги почитуваме стандардите. Градот излезе од вонредна состојба. Како граѓаните живеа изминатиот период и каква е состојбата во моментот во вашиот град? Значи, до 11.4. Дебар беше прогласено како кризно подрачје и живееше во кризни услови. Така да, после тоа, владата донесе одлука да се укине кризната состојба и сега поминуваме на понизок ниво, тоест во вонредни состојба. Така да, во тие 30 денови Дебар живееше, не дека живееше, него преживееше. Него нас ни беше во прво место зачувување на здравјето на луѓето, иначе имаше ова криза и удар низ економијата, малите и средните предпријатија претрпеа многу штети економски. Него дебарчаните го сфатија и беа свесни дека кога е во прашање здравјето, значи нема некоја друга цена. Така да ние функционираше, град Дебар функционираше во минимални услови, значи само се вршеше дотур на храна, на прехранбени артикли по продавниците, исто така и лекови. Предпријатијата кои има свој производ, тие вршаат транспорт на нивните стоки, исто така и земјоделците и сточарите. Значи Дебар живееше во минимални услови да се преживува. Колку граѓаните ги почитува овие вонредни мерки кои ги даваше државата и пред се имаш ли недоразбирање, несогласување од граѓаните? Углавно, значи генерално ако земиме сега ретроспективно, ако гледаме ситуација, значи мерките многу се почитува и јас сум многу задоволен како градоначалник, па и како кризен штаб на општинава, дека сме имале многу одлична соработка со граѓаните. Така да, дебарчаните се културни луѓе, тие ги сваќат работите озбилно и така да гледаме дека успеевме дека од еден ниво, значи како кризно подрачје, сега се симневме на друго ниво, кој е вонредна состојба и дај Боже што побрзо да излеземе оваа ситуација и да живееме во нормални услови. Значи, углавно сум многу задоволен од соработката со граѓаните, оти тие ги го почитува, значи, одлуките на владата на Република Северна Македонија. Така, дека работата оди кон подобро, затоа зборуваат, може слободно да кажеме, и бројот на заразени, кој изминатиот период бројката беше 0, значи немаше заразени, така што еве сега може слободно и вие да се пофалите дека се почитуваат и мерките и граѓаните колку толку можеа на некој начин да здивнат овие неколку дена. Да, тоа е точно. Ние, значи, освен тоа, треба да бидеме пак да се пазиме и да ги респектираме, значи, и другите одлуки, да не фати еуфорија баш во крај, да ја расипиме она соработката што ја имавме. Значи има уште ние да се чуваме, сепак, значи предпазливи да бидеме. Предпазливи треба да бидеме, значи не е крај уште на пандемијата. Значи и тоа не зависи од нас. Сега тука имат и други природни фактори, него ние како човечки фактор мислам дека добро сме ја менаџирале ситуацијата досега и вака треба уште да се продолжи. Оти да ни се деси пак да ни се врати истава состојба и не ќе бидеме можеби во можност да имаме и човечки капацитети да го менаџираме ситуацијава. Така да го гледаме веќе крајот. Еве 10 дена немаме нови случаеви заразени со коронавирус. Лица кои барат помош во општата болница дека имат температура, значи сомнителни на коронавирус, веќе тоа е минимално, значи не бара некој помош. Јас сум во директен контакт и соработка со директорот на општата болница во Дебар. Значи сега немаме, значи, многу жалби, многу проблеми и дај Боже да што поскоро да го видиме и крајот на ова зло. Така, како се справувате со медицинскиот персонал? Знам дека дел од лекарите бе исто така заболени, дел се во изолација. Како функционира здравствениот систем конкретно кај вас?
Па затоа, значи, во прва линија на фронтот, значи, беа лекарите, и тие беа, значи, ризична група за да се инфицират и да се разболат од коронавирус. Такви случаеви имавме заразени доктори, па и технички, медицински техничари. И тие до скора беа во изолација, уште некои продолжува да се во изолација, оти после 2 узастопни контролни тестови пак излегуваат позитивни. Така да одма се осети, чим почнавме со менаџирање, се осети овај недостаток на медицински кадар. Него тука беше владата на Република Северна Македонија, кој, мислам, одлично соработувавме. Значи, тој вакуум тие го надокнадија со нивниот кадар, значи, од клиниката ни донесоа и пулмолози, и инфектолози, и педиатри, и епидемиолози. И тоа екипа, значи, работеше, значи, одлично во теренот и така успеевме да го изолираме инфекцијата. Ви благодарам и да се надеваме дека ситуацијата час поскоро ќе се стави во нормала. Дај Боже да се гледаме по убави денови. Фала ви многу што ни давате прилика вака да комуницираме преку вас и со граѓаните.